Волонтерството во движењето на Црвен крст и Црвена полумесечина започнува уште од формирањето на нашата организација во 1859 година, кога незиниот основач, Анри Динан, мобилизира локално население да помогне на ранетите на бојното поле во Солферино. Волонтерите правеле се што е можно да им помогнат на ранетите на бојното поле, без разлика на која страна се бореле. Овој настан го представува раѓањето на современиот хуманитаризам. Никогаш не се знае што носи мигот, што следи. На оваа стара подзаборавена народна мудрост, раскажана на многу јазици во најразлични варијанти, се потсетивме сите на светов пред 2 години. Неверојатно брзо еден вирус ја покажа својата безмилосна надмоќ над човекот. Во почетокот збунето се броеја заразените и жртвите, но набргу стана јасно, за да се сочува животот, светот мора да се парализира. Луѓето да навлечат маски, да се оддалечат, да се заклучуваат на одредено време, за да го зачуваат своето и здравието на најблиските. Освен здравствените работници кои се бореа за секој човечки живот, во првите редови на битката со пандемијата беа и останаа и оние храбри луѓе кои своеволно, тивко и ненаметливо, но катадневно, со својата бестрашност и пожртвуваност, дадоа и се уште даваат се од себе, да им го олеснат животот на знајните и незнајните соседи, на сите своји сограѓани. Тоа се волонтерите и вработените во Црвениот крст на Република Северна Македонија. Првиот аларм дека нашава земја ја зафаќа светската пандемија за Црвениот крст значеше активирање на сите можни потенцијали, адаптирање на тековните активности на новонастанатата ситуација, создавање план и стратегија за изнаоѓање нови, ефикасни начини да им се помогне на луѓето, особено на оние од ранливите категории. Непредвидливоста на развојот на заразата и за нив беше предизвик повеќе секогаш да се изнајде приспособливо решение за да се биде чекор пред потребата на оние кои што се најпогодени. Токму затоа Црвениот крст на Република Северна Македонија активно се вклучи во одговорот на COVID-19 пандемијата и уште од самиот почеток, согласно со својата визија и мисија, действуваше и како партнер на државата. Навремено ги започна контактите со партнери за поддршка и за финансирање на своите активности и започна национален апел за мобилизирање фондови и обезбедување хуманитарна помош. Како членка на Меѓународната федерација на Црвениот крст и на Црвената полумесечина, обезбеди полесен пристап за побрзо реагирање, помош и поддршка за ранливото население при справување со пандемијата. За околу 7500 активни волонтери и околу 200 вработени кои низ годините постојано се водени од основните принципи хуманост и непристрасност, уште во раната пролет во 2020 започнаа денови на максимална мобилност. Организацијата што се грижи за сите, имајќи ја предвид направената проценка на можни клучни ризици за време на кризна состојба, меѓу кои и ризикот по здравието, одговорно се погрижи и за своите членови. На сите лица кои ги вклучи во активностите во борбата против заразата, им беше обезбедена соодветна едукација за превенција од COVID-19. Првичните активности беа насочени кон организирање кампања за подигање на јавната свест и промоција на хигиената и заштитата од заразата. Но брзото ширење на вирусот и почетокот на ограничувањата на движењето на луѓето го наметна спроведувањето на мобилноста на Црвениот крст, да се биде секаде каде што луѓето имаат потреба од пружена рака, топол збор и од реална помош. Итно беа промовирани телефонски броеви на кои што можеа да се јавуваат самохрани родители, лица со посебни потреби, стари и изнемоштени лица, лица во изолација и ковид позитивни, сите кои имаа потреба од помош. Се формираа мобилни тимови од волонтери што за нив набавуваа лекови, прехранбени производи и средства за лична хигиена,
и им ги доставуваа директно до нивните домови. Оваа помош беше од исклучително значење, особено за лицата кои се бореа со болеста во домашни услови. Волонтерите на Црвениот крст беа свесни за тоа и даваа се од себе да стигнат да им помогнат на сите и покрај тоа што знаеа дека во ризик го доведуваат сопственото здравје. Во таа прва пандемиска пролет, која што ќе се памети долго по ограничувањата на слободата на движењето, по заклучувањата и се поголемата осаменост, токму по возрастните, чија што судбина била да стареат сами, во волонтерите на Црвениот крст, најчесто млади луѓе, гледаа и надеж и спас, можеби и замена за нивните преселени чеда, па за возврат им даруваа искрена благодарност и чиста родителска љубов. Поголем поттик за еден волонтер нема. Во време на парализирана економија, сепак Црвениот крст успеа да обезбеди донации и да дистрибуира хуманитарна помош, пакети со храна, средства за хигиена и заштитни средства против COVID-19. Во текот на пандемијата со COVID-19 и покрај ограничената мобилност и другите предизвици, не за предарувањето крв, највисокиот чин на хуманост и алтруизам. Во време кога здравствениот систем беше преоптоварен од пациенти, не се почувствува криза во снабдувањето со крв. Всушност, кој знае и дали воопшто ќе беше можно да се лекуваат и да се излечат толку многу пациенти. Црвениот крст беше свесен за тој предизвик, но не запре со организирање крводарителски акции и кампањи за дарување крв. Но, за разлика од претходно, во согласност со новонастанатата состојба, сите крводарителски активности беа реализирани согласно со согледувањата од внимателно проследените анализи на развојот и секојдневната промена на епидемиолошката состојба на теренот. Дарителите на крв, тие благородни и безценети луѓе, беа важна алка во борбата против пандемијата. Месеците одминуваа во осцилацијата на епидемиолошките бранови, кои наизменично достигнуваа пикови и падови на соопштените бројки на новозаразени и за жал починати. Најголемата надеж за спас беа вакцините. Кога конечно пристигнаа во земјава, на отворените вакцинални пунктови, луѓето, некои нестрпливи, други подисплашени, беа пречекувани од љубезни млади луѓе, на кои ни едно упатено барање, ни една молба не им беа тешки, од волонтерите на Црвениот крст. Тие беа логистичка и административна поддршка на медицинскиот и на помошниот персонал при процесот на масовната вакцинација. Пандемијата со COVID-19 покажа дека некои битки се претешки и во нив губиме сакани луѓе. Многумина речиси во миг неочекувано ги изгубија најмилите, но не беше мал ниту бројот на оние кои долго и тешко заздравуваа. Не може да се занемари ниту бројот на луѓето кои останаа без работа. Корона пандемијата со сета своја подмолност отвори уште еден фронт – борба со тагата, истоштеноста, стравот, депресијата и со сите форми на стрес што ги предизвика. Најчесто долготрајна борба, тешка поради стигматизацијата. Но веќе беше повеќе од јасно дека на сите ќе им треба поддршка, збор, совет, поука, сила, за да се справат со болката, со стравот, со неизвестноста. Последиците од оддалеченоста и од затвореноста, од виртуелната комуникација и загубената преградка како утеха или како подкрепа. Токму затоа, Црвениот крст отвори телефонска линија за психосоцијална поддршка на ранливо население. Но Црвениот крст како и секогаш е чекор напред со концептот за воспоставување систем за испорака на прва психолошка помош и психосоцијална поддршка на населението преку отворање центар за долгорочна поддршка за градење граѓански и национални капацитети за обезбедување психосоцијална поддршка за различни целни групи. 2 тешки, неизвестни, исцрпувачки пандемиски години се зад нас. Секојдневно од 500 до 600 волонтери и вработени во Црвениот крст неуморно беа на терен. Повеќе време поминуваа покрај оние на кои им беше неопходна помош отколку со своите семејства. Сила црпеа од изразената благодарност, од сопрените солзи, затоа што прегратките мораа да се одбијат, а и активистите на Црвениот крст толку силно сакаа да ги прегрнат тие луѓе.
си ги ветија за новиот почеток по крајот на пандемијата. Затоа што секогаш времето носи нови искушенија, секогаш некому му е потребна помош. Тешките времиња не прават посилни. По овие 2 пандемиски години, Црвениот крст е поискусен, поцврст и помоќен, зашто со своите хуманитарни активности, со помошта на дело, потврди дека во вистинските вредности, во човеколюбието и во заедништвото и преку се што се прави искрено, исклучително во нивно име, се крие силата на опстојувањето на човекот.